Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Уште една вечер по милоста Божја Бог ни подари не заради нашата добрина и заради нашите добри дела, туку поради неговата милост и благодат која што Бог ја покажува над секого еден од нас преку Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Оној кој не застапува, оној кој е втората личност од Божјото свето тројство. Почитувани, навистина мене ми е драго и мило што можеме и ова вечер да бидеме заедно и се разбира да го слушаме неговиот глас. Библијата зборува дека неговите овци кои се од неговото стадо го слушаат неговиот глас и тоа постојано 24/7. Онака како што апостол Павле ги поучуваше црквите пред 2000 години, дека треба да бидат постојани во молитва, така и ние треба да бидеме постојани. Читајќи го Словото Господово, слушајќи го неговиот, се разбира, глас Божи преку Божјото Слово. Затоа што Словото на нашиот Господ и Спасител, преку тоа Слово, кој е свето Слово, ние го слушаме, се разбира, неговиот глас и припаѓаме во Христовото царство и сме дел од неговото стадо. Библијата вели дека нашите имиња се запишани во книгата на животот, затоа што сме запечатени со Духот Свети. Ние зборуваме неколку, се разбира, емисии кои укажуваат на тоа околу Светиот Дух. Сепак, мораме да рачистиме на многу клучна и важна работа. Дека Бог е неразбирлив Бог. Кога зборуваме за Божјото свето тројство, всушност само сакам да дадам докази дека Светиот Дух, третата личност од Божјото свето тројство, е нашиот застапник, која благословува црквата, Бог преку Духот Свети ни зборува, тој е меѓу нас, се разбира, се до доаѓањето на Исус Христос во неговиот народ. Тука е Духот Свети, како наш застапник, кој сепак преку Исус Христос не застапуваат кај Бог Таткото. Затоа зборуваме за личноста на Духот Свети. Минатата емисија малку зборував за една многу важна и клучна работа по прашање на Духот Свети. Видовме пред две емисии зошто е опишан Духот Божи дека е свет. Затоа што самата Библија зборува дека Бог е светлина и во него не постои или не пребива никаква темнина. Тој е свет. Како во Стариот Завет, така во Новиот Завет. Бог бара од својот народ да биде свет народ, затоа што тој самиот е светлина или тој самиот е свет. Друго, она што е многу важно за Духот Свети, да знаеме дека Духот Свети е третата личност од Божјото свето тројство. И Библијата за Духот Свети доволно ни зборува и доволно ни укажува кој е Духот Свети и што е Духот Свети. Но сакам да дадам една напомена, многу клучна и многу важна, не моја напомена, не напомена на некои писатели кои што го проучуваат Словото Господово, меѓутоа Исус зборува и овие нешта ни се запишани, се разбира, во Евангелијата, дека ако погрешиме, похулиме на Духот Свети, дека нема да ни се прости воопшто. Затоа треба да внимаваме што зборуваме по прашање на Духот Свети. Почитувани, знаете кои се тие кои што го познаваат Духот Свети? Тие се оние истите кои го проучуваат Словото Господово, кои ја проучуваат Библијата, и тие истите знаат да направат и тоа како страшна грешка по оваа прашање. Затоа треба сите заедно да видиме и тоа како внимателни по прашање, се разбира, на Светиот Дух. Зборуваме дека Духот Свети е личност.
При проучување на личноста и делото на Духот Свети, мораме да имаме во предвид што поучува Словото за него. Од вечноста во минатото до вечноста во иднината. Потребата на верникот да живее во исправен однос со Светиот Дух не може да биде пренагласена, почитувани. Исто како што спасението е само преку Исус Христос, така и растежот, силата и благословот доаѓаат преку Духот Свети, бидејќи живееме во време на Светиот Дух. Од најголема важност е да знаеме за него, што е можно се разбира повеќе. А Библијата ни го открива сето тоа. Личноста на Духот Свети. Словото поучува дека Светиот Дух не е само сила или неличност на моќ, туку вистинска личност. Неколку работи не укажуваат за тоа. И ние, се разбира, со помош Божја, ќе видиме кои се тие неколку работи. Прво, тој има име. Интересно. Тој има име. Исус го нарекува Светиот Дух, утешител. И тоа ни е, како што кажавме, запишено во Евангелието на Јован, 14 глава, 26 стих. А утешителот пак, Духот Свети, кого што Таткото ќе го испрати во мој име. Тој ќе ве научи на се што ќе ви напомени за се што јас ви зборував. Потоа, што понатаму е многу важно. Тој исто така зборува за Духот на вистината. Ќе отвориме во Евангелието на Јован, 14 глава, и ќе го прочитаме, се разбира, 17 стих. И еве што таму ни зборува Библијата. Духот на вистината, кого светот не може да го прими, зашто не го видел, ниту го познава. А вие го познавате, зашто во вас е и во вас ќе биде. Интересни извадоци од Словото Господово. Каде е Духот Свети? Може би денеска голем број на луѓе го бараат Духот Свети, но Исус им дава јасно упатство на своите ученици. Каде ќе биде Духот Свети? Духот Свети е во нас. Подоцна апостол Павле ќе каже дека ние сме храм на Духот Свети и дека Бог живее во нас. Зошто? Затоа што самиот Бог е Дух Свети и ние сме храм на Духот Свети. Во некоја иднина, ако даде Господ, ќе зборуваме всушност што е тоа црква. Денеска луѓето си го поставуваат оваа прашање: што е тоа црква? Каде Бог може да живее? Всушност, дали може да живее Бог само во верски објекти или згради, или надвор од тоа? Но во некој од наредните емисии ќе зборуваме за црква. Што е тоа црква? Само сега напоменав, во склад на самата тема, дека Духот Свети не е никаде, не е ни лево, не е ни десно, не е ни на небо, не е ни на земја, туку Библијата вели дека тој е во нас и со нас. Затоа кажав дека подоцна апостол Павле ќе каже: вие сте храм, се разбира, на Духот Свети. Како што кажав, Библијата зборува исто така, не дека само тој е утешител, туку тој и е Духот на вистината. Второ, тој има атрибути на личност. Ова е многу интересно и многу забавно. Тој има атрибути на личност. Опишан е како оне што ќе не води во целата вистина. Самиот аспект на водството зборува, се разбира, за личноста. Еве ќе отвориме во Евангелието на Јован 16 глава, 13 стих и ќе видиме што таму, се разбира, ни е запишено. Евангелие на Јован 16:13. И еве што ни вели Словото Господово. А кога ќе дојде
тој, Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави иднината. Почитувани, замислете си, овие се зборови на Господ Исус Христос, запишани во Евангелието на Јован. Ги запишал евангелистот Јован, а ги кажал Господ Исус Христос. Тој кога ќе дојде, ќе зборува вистината, но исто така ќе ви зборува за иднина. Затоа реков дека тој има атрибути, опишани како оној што ќе не води во вистината. Самиот аспект на водството зборува за личноста. Еве ќе отвориме во посланието на Римјаните 8 глава и ќе го прочитаме, се разбира, 14 стих. Еве што таму апостол Павле кажал. Се разбира, кој бил инспириран од истиот дух за кој што ние оваа вечер зборуваме. Сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи. Амин. Сите оние кои се управуваат според Духот Свети, според Божиот Дух, припаѓаат или се дел од Царството Божјо и тие се синови Божи. Се сеќавате што ни е запишено во Евангелието на Јован, во 1 глава, во 12 стих, дека сите ние кои го примивме Исус, поверувавме во Исус, дека сме преку Него деца Божи. А овде веќе апостолот Јован ни вели, поточно Павле ни вели дека сите оние што се управуваат по Духот Божи се синови Божи и припаѓаат, се разбира, на тој Дух. Дали ние се управуваме според Духот Свети? Затоа подоцна ќе видиме како апостолот Павле сепак ни зборува според тоа ние како се управуваме. Се управуваме според Духот, онака како што Павле ми зборува на римјаните како треба да се управуваат, како треба да живеат, како треба да се движат. Што е тоа што треба да ги движи во нивниот живот? Но исто така Павле им зборува на галатјаните, во црквата во Галат, што е тоа што треба да го движи нивниот живот. Но исто така тој зборува во Галатската црква точно за желбите на телото. Дека желбите на телото не водаат. Затоа е многу важно да знаеме и да одлучиме, да направиме избор што е тоа што нас ке не води. Духот или ке не водат желбите на телото. Ако не води Духот, тогашка ние сме синови Божи и припаѓаме на Царството Божјо. И Павле подоцна вели против такви не постои закон. Но оние кои што се управуваат според телото, за жал, Павле вели како што ви кажав и повторно ќе ви кажам, нема да го наследат Царството Божјо. Како се управуваме ние? Преку што се управуваме ние? Дали му дозволуваме на Духот Свети да дојде во нашиот живот, да направи таа целовкупна промена, таа метаноја, и да се управуваме според истиот Дух, која прави разликата во нашиот живот, или живееме според сопствените си желби кои го водат нашиот живот. Затоа, ова вечер ќе ве оставам, а ќе продолжиме, се разбира, наредната емисија да зборуваме за Светиот Дух. Но почитувани, размислите, што е тоа што го води и што го движи вашиот живот. Затоа што сечи живот е од нешто воден. Дали вие сте храм на Духот Свети, дали Бог пребива во вас или се уште ги уживате и живеете според желбите на телото. Вие сте тие кои треба да одлучите на која страна припаѓате. Така да, сакам само да ве поздравам и да ви посакам благослов Божи, се разбира, до наредната емисија. Пријатна вечер, имајте убава и благословена вечер и Господ нека биде со вас. И се разбира, се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината.
пријатно.